Логиката на НАТО, освен колективна безбедност, е така наречената паметна одбрана. Тоа значи дека никој нема малите земји особено, немаат математика да имаат се. Не можат да си дозволат. Се ќе биде или многу слабо, или дури ќе биде опасно за употреба, бидејќи недоволно ќе биде инвестирано во него. И затоа целта е тие кои што имаат искуство, имаат знаење, имаат средства, опрема, се специализираат и тоа го нудат на оние кои што немаат таква специализација. И сега за Air Policingот има 5 различни модели. Најчестите се или билатерални аранжмани, или така наречени third party, преку трета страна, таа трета страна е практично НАТО, што значи дека земјата се обраќа до НАТО, и НАТО практично интерно решава. Има и аранжмани на доделување на мисија, како што се овие во балтичките држави, но во суштина принципот е ист. Треба да најдете некој кој што е во ваша близина, за да се намалат генерално трошуците, за да се биде поефикасен и да се направи аранжман и договор. Така што Грција веројатно е опција и тоа сериозна опција. Па еве, ако тргнете Албанија, има Грција и Италија. Дали разгледувате варијанта евентуално со некоја друга држава? Во регионот имаме Хрватска, Италија, да речеме, Турција. Во овој момент ние имаме добиено грчката понуда и ги правиме првите консултации и со НАТО во таа смисла. Да ги чуеме некои од размислувањата и за техничките можности, и за факторите кои што треба да ги земеме предвид, и веднаш потоа ќе носиме домашна одлука. Меѓутоа, факт е, со сите плусеви и минуси во нашите меѓусебни односи, дури и кога ни биле најслаби односите, сите признаваат дека грчката авиација е една од поразвиените заради познати причини. Вие знаете, меѓу другото и односите со Турција влијаеа контрола на прилично комплицирана географија. Така што и да не дојдеше понудата, предпоставките на сите експерти се дека Грција дефинитивно ќе беше дел од аранжманот, дури и ако побаравме директно совет од НАТО. Но се разбира, ова треба да го анализираме од аспект на одбрана, од аспект на надворешна политика, од аспект на билатерални, регионални односи, но најважно и низ призмата на наша безбедност. Дали аранжманот што ќе го избереме подразбира постојано присуство на воени авиони на таа држава на територија на Северна Македонија? Не. Значи, постојано присуство би било нецелисходно, би било претерано скапо, земејќи предвид за колкави територии зборуваме. Читав дека станува збор за некакви стандарди во кои што мислам дека минимум 2 авиона треба 24/7 да бидат подготвени во секој момент да полетаат. Значи, контролата на небото се врши со радари. Во случај на неидентификувани авиони, во случај на било каков аларм, тогаш се активираат. И тогаш факторот дистанца, факторот растојание е многу важен фактор. Значи, вие не можете да повикате авионите од Канада да дојдат ако некој се појави над македонското небо. Значи, Микра е релативно близок и сосема доволен за да летне и стигнат авионите на нашето небо. Овој нашиот регион е регион на релативно мали држави со мала територија, и овој тип на билатерални регионални аранжмани е исплатлив и рационален.